Па секогаш кога се бара одговорности, кога се упатува критика за лошо менаџирање, кога владата е неспособна да се справи со пожарите, ВМРО-ДПМН вели дека СДСМ е виновна. Замислите, отидоа до тому да кажат дека и СДСМ ги подметнува пожарите. Ова е толку голем апсурд, и ако одиме по таа логика, најзафатени општини се токму општините каде што градоначалници се од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Па дали би требале ние да одиме по таа логика и да кажеме дека таму се подметнати пожарите од блиски на ВМРО-ДПМН. Апсурд кој што не се памети. Со ова ВМРО-ДПМН не се свесни со оваа логика и со ова што го тврдат дека влегоа и во двојна неспособност, односно покажаа двојна неспособност, со тоа што дефинитивно покажа дека и безбедносните служби не им работат како што треба, затоа што не откриле навремено дека станува збор за подметнување на пожари. Но ова е матрицата на ВМРО-ДПМН, кога не знаат како да се справат со кризите, кога не знаат како да менаџираат и кога не знаат како да ги намалат и штетите, секогаш обвинуваат некој друг, во случајов Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Инаку сакам да ја подсетиме јавноста дека во собранието СДСМ ги повлече сите амандмани и поднесе само 2 амандмани кои што се поврзани, едниот со трагедијата во Кочани, а другиот е поврзан токму со пожарите, односно со подобрување на системот за справување со пожарите. Еве им шанса на ВМРО-ДПМН да го прифатат и конечно да признаат дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е конструктивна опозиција која што секогаш им мисли добро и на државата и на граѓаните. Благодарам.